Ниски удари и засилен притисок врз просветните работници. Вака започна втората недела од штрајкот во училиштата и градинките, откако СОН го одби предлогот на владата за 10% покачување на платите. Преговорите засега се чини дека се во ќорсокак. Иако притисоците се засилуваат, тоа нема да ги поколеба да истраат, велат просветарите. Според нив, исплатата на само придонесите додека штрекуваа, што ја најави владата и обидо да се ангажираат заменски наставници, се притисоци кои не им значат ништо, велат наставниците. Притисоците, да, континуирано се засилуваат, меѓутоа тоа ништо не колеба. Мене ми е се јасно и кога пред да почне штрајкот, јас им го кажував тоа на вработените дека притисоци ќе има. Не има од сите политички партии, не има од сите етнички групи, од сите националности, не има од сите возрасти, како сега никогаш друг пат не сме биле сплотени. СОНК остануваат на ставот за зголемување на платите за 18,4% согласно растот на минималецот. Сметаа дека оваа понуда од 10% само ги понижува просветните работници. Вела штрајкот продолжува. Сами на себе си држат часови, нема што да се работи, значи не потпаѓаат под притисоци, така да ќе си останеме и понатаму вака, ако е потребно и утре, и задутре, и последните денови, ако нема никаков повик од владата. Инаку штрајкот на просветните работници започна на 11 април. Штрајкот на СОНК добива на динамика и влегува веќе во втората недела. Просветните работници не се откажуваат и ќе одат до крај, или покачување на платите за 18,4% или не почнуваат со работа. Во меѓувреме, првиот човек на СОНК, Јаким Неделков, рече дека владиниот предлог е неприфатлив за нешто повеќе од 95% од синдикалните организации, бидејќи тоа, како што вели, не било доволно, но и не придонесувало за враќање на достоинството на професијата.